и градовите во Пиринска Македонија. До вчера прогонувана и фалсификувана, денес македонската книга се разоткрива во сета своја убавина, станува верен изразител на народниот дух и народната култура. Книжарници ги држат во постојана врска двата дела на Македонија. Преку нив се пласираат редовно 7000 броја пионерски весник, околу 2000 броја Нова Македонија, 3000 броја Млад борец, а за неполна година се продадени голем број книги. Младината, цветот на македонскиот народ, пазејќи ги длабоко во своите срца борбените традиции на големите македонски револуционери Гоце и Јане, го совладуваат литературниот македонски јазик и ја учат својата историја. Народна република Македонија честно и со голема љубов ја исполнуваат својата задача. Тие даваат се од себе за да нашите браќа од Пиринска Македонија што поскоро го совладаат македонскиот литературен јазик. Силни се чувствата на патриотизам кон народната македонска земја, кај трудбениците и народната интелигенција од Пиринска Македонија. По своите работилници, во голем број кружоци, тие го совладуваат мајчиниот јазик. Неписмените своите први љубими слова ги пишуваат на литературен македонски јазик. На 7 ноември 1947 година во Горна Џумаја стана големо културно собитие. Се отвори првиот областен македонски театар. Со битовата пиеса Печалбари, театарот ја започна својата културна дејност. Тогаш за прв пат од сцената се разнесе родниот македонски збор. Денес македонскиот народ смело зачекори во мирната изградба, градејќи го својот живот, својата национална култура.